честопати знаеме да ги активираме темите колку често интензивно треба да бидеме во вежбална за да постигнеме резултати, како да го избалансираме можеби внесот на вистинските влакна, протеини и јаглени хидрати, тоа е секојаш тема интересна за да се слуша. Кои тренинзи треба да ги пробаме за да направиме адекватна можеби мускулна маса, да ослабнеме и така натаму. Многу често сме збориле со Бојан Диков, сте му ги читали интервјуата или пак сте во неговото лично искуство, барем во неговата ATG Macedоnia компанија, таа платформа каде што голем број на наши мајстори делуваат добро за резултатите. Во случајот ќе имаме прилика да го имаме во кујна и тоа вели дека ова со помош на неговата сопруга, ова е веројатно омилениот рецепт во семејството на Бојан Диков. Добро утро, добро ми дојде. Добро е, не знам дали прв пат во сезонава. Да, во сезона мислам дека прв пат. Сигурно ќе имаш неколку пати, ама ова ќе биде краток, онакус, брз рецепт, велиш хелти тирамису за оние кои што не гледаат во моментот. Па да, мислам ова е со мала приказна бидејќи еден од омилените десерти ми е тирамису. И ова е на еден начин поздрава варијанта кој што поздрав до мојата жена која што ми помогна да го направиме ова. Така да направивме поздрава варијанта која што може да се конзумира како еден десерт или ужинка после главно јадење. Така да. Инаку ова се подготвени од Бојан, така што за да го скусиме времето, ама не дека нема да го направиме процесот и во студио. Мора да признам дека грчкиот јогурт некако е во сечија трпеза веќе. Порано како домеше некако го компензиравме со кисело млеко или јогурт, ама грчкиот јогурт веројатно е поради внесот на подобри протеини. Да, поголем процент на протеини, затоа и порано ја колку што се сеќавам немаше многу грчки јогурт. Па не верувам дека имаше на трпезата, да. Да, кисело млеко, павлака и тоа ретко можеше да се најде грчки јогурт. Сега се почест и е така подостапен и затоа може да се е пред се доста здрав, као да кажам, нема многу адитиви така натаму, има голем квалитетни масти, претпоставувам. Да, квалитетни масти, голем процент на протеини, затоа може да се користи во ужинки, поготово во комбинација со јаткасти плодови или семиња или не знам, јас и некогаш со главно јадење го додавам кога јадам, не знам, да, јајца, кај да знаеш што и да е така. Или некои добри интегрални тестенини, па знаат да направат како добра смес или добар сос. Додека јас и ти го подготвиме, чисто само ќе ми спомнеме на гледачите кои намирници ни се потребни, освен грчкиот веќе споменат јогурт. Да, значи овде имаме мешавина од повеќе зрна, ама може да се приготви и со овес. Значи чија, ленено, сончоглед, семки од тиква. Да, има овес, јачмен, така една мешавина беше, ама може и само со овес, може да се додадат и семки. Чија има во него, значи се става околу 50 грама овес, една лажица чија семе, се додава, бидејќи тирамисуто е со кафе, се додава пола лажичка кафе измешана со млеко или вода. И се додава млеко, 150 мл од прилика. Супер. И тоа се остава преку ноќ да скисне во фрижидер. Значи преку вечерта за сабајле да биде спремно, само да се додаде грчкиот јогурт и тоа заборев да поменам бидејќи е неутрален на вкус. Сладко кисело, значи во се комбинира. Да, киселото млеко е малце кисело, а ова е по-неутрално, може да се комбинира и во солени јадења и во благи јадења. Затоа во случајот може да го искомбинирате со мед и какао, да речеме. Може Бојан да си го приготвиме, ова ќе си го дегустираме, ако сакаме репете нема да ни штети на здравје сега, две чашки да ги изедеме, супер. Да, поготово дека е со кафе за наутро е супер. Супер, да. Еве го додаваме грчкиот јогурт. Додаваме и мед за тие што сакаат, тоа може да е као и не мора, али може да додадете и мед за да биде поблаго. Супер. Не мора многу. Една лажичка е доволно. И какаото и тоа е тоа. Сакам да прашам дека во блиска средба сме со отворањето на или проширувањето на ATG Macedоnia. Така е, да, имаме тоа ќе биде специјално гостување со Иван, со твојот колега и пријател. Во моментот се обогати тимот на ATG Macedоnia? Да, имам уште еден нов тренер. Супер. Така да моментално сме 5-6 тренери веќе и сосема доволно е за да се обезбеди, да речеме, колку учество на ваши клиенти? Па моментално имаме на отворивме нова локација, исто тоа да го напоменам. Во аеродром, да, во склоп на центарот Јане Сандански и направивме на соработка со на кросфит сала, кросфит центар за вежбање, Basement се вика.
во соработка со нив изнајмивме неколку термини во нивната сала и држиме ATG тренинзи и има, нели, они си држат кросфит и мислам една од единствените опции моментално кај што може да се комбинира да се оди неколку пати на кросфит, неколку пати на ATG или обратно, Комбинација бидејќи да се заедно многу добро делуваат и напредокот може да биде многу побрз и во едната и во другата, да речем, другиот начин на вежбање, така да тоа ни е исто така новост. Моментално сме на 2 локации, имаме можеби не сигурно имаме над 200 клиенти во моментот. Клиенти кои што остануваат во континуитет со вашата програма. Да. Добро, за скоро ќе го правиме, нели, и разговорот, едва чекам искрено да доаѓаме на сечење на црна лента и тоа не е мала работа како започна приказнавот. Кошаркарот кој што спомена, како се таа негова приказна се пресликува и кај нас и на каков начин делуваат вежбите кои што ги давате во ATG Македонија, во случајот, нели, како што ете јас имав еден немил настан, па ми кажа дека апсолутно се добре дојдени за трауми, нели, да речеме фрактури и така натаму. Да, во ги препорачувате. Секој случај на повреда, болка, операција на одредени делови може да се помогне и според мене мисламе тоа е задолжително, бидејќи во секој случај помага и пред и после, колку е појак зглобот, мускулите околу, полесно може да поднесе секаков вид на, нели, надворешно или внатрешно влијание. И тоа независно од добата на годините, така? Да, бидејќи конските знаеме со тек на време знаат да бидат, нели, покревки, да, ама на овој начин може да ги зацврсте, Да, значи ние имаме клиенти онлайн, клиенти од 7 до 77 години, бидејќи ова е, нели, глобален систем, така да имаме буквално сите, дали е спортист, рекреативец или што и да е, аматер, ветеран. Аматер, да, не е битно, млад, стар, верувам и знам дека од лично искуство дека на секого може да помогне. Супер. Еве како final touch. Да, тука го измешавме грчкиот јогурт. За продуктите во чашките кои што Бојан претходно ги подготви, ви споделивме кои состојки се неопходни и грамажата и ова е final touch, значи грчкиот јогурт со медот кои што ќе му дадат дополнителен шмек на ова healthy тирамису. Жан, кажи Жан. Сега уште да го... Твоја е Жан. Аха. The final touch. Final touch. Затоа Да рековме, изгледа, грчкиот јогурт оди во секаква варијанта. Сладко, кисела, уште луда да видиме дали ќе биде. И чили пиперчиња да ставиме, мислам дека и тоа ќе биде добро. Супер. Еве, вуала, healthy тирамису од Бојан Диков денес како наш предлог во оброкот на денот. Курсо кратко и јасно. Како што кажавме, нема да штети доколку, нели, ги изедете можеби и двете порции. Сега не одеднаш, ама направите мала пауза помеѓу. Една за сабајле, една за попладне. Супер. Ти благодарам за ова одвоено време денес. Фала ти на тебе. Се гледаме за скоро. Се гледаме, голем поздрав. Дефинитивно. Да, само да прашам каде, поточно кажа, во близина на спортски центар Јане Сандански или во рамки? Тоа е во аеродром, во рамките во рамки на центарот. Од колку до колку сте отворени, Бојан? Па таму имаме само имаме 2 утрински термина, вторник и четврток од 7 и другите ни се навечер од понеделник до петок од 8:30 вечерта и сабота од 12:30, тоа е врзан со вторник и четврток. Сам така се, нели, 3 пати дена, понеделник, среда, петок, вторник, четврток, сабота. Во друга сала што моментално се наоѓа во Козле, таму имаме и сам термини од сабајле до вечер, како што ние, нели, старата локација. Новата локација ќе биде во близина на Систина, таму болничкиот комплекс Систина, Систина, така. Борис Трајковски од таа страна на Вардар, така да таму ќе не биде локацијата и ќе биде, мислам, доста поголем објект. 4 пати поголема, да речем. Така, супер. да. За многу повеќе и новините кои што пристигнуваат од тимот на ATG Македонија, може да ги посетите социјалните медиуми и секако Бојан Диков и целиот тим, меѓутоа, како што кажавме, за скоро ќе се видиме и во студио и на таа тема. Дефинитивно. Ти благодарам уште еднаш. Тука го заокружаме оброкот на денот и уште еднаш бон апетит.